Повод за денешната изјава се најавите за продолжување на процедурата за усвојување на предлог измените на Законот за игри на среќа со ЕУ знаме. Сакаме од тука пред собранието уште еднаш да им укажеме на пратениците на штетните последици и хаосот што следи во овој сектор, доколку се обстои на намерата овие измени да стапат во сила по секоја цена. Веруваме дека нашите предупредувања ќе бидат примени со добра волја, без предрасуди и надвор од дневно политичките збиднувања. Во услови на сериозни економски предизвици, растечка инфлација, ценовни шокови, убедени сме дека целосно нерационално е да се туркаат измените кои во пракса предизвикуваат затварање на автомат клубовите и спортските обложувалници и со тоа отпуштање на 10.000 вработени. Државата ќе изгуби најмалку 280 милиони евра буџетски приходи на годишна сметка. Се затвара целосно законска економска гранка, што ќе предизвика отварање на црно на игри на среќа во подрумски простории, како децении наназад. Државата ќе нема ниту контрола, ниту ќе остварува буџетски приливи. Приходите завршуваат во приватни джебови без плаќање на даноци и лиценци. Не е точно дека младите ќе бидат повеќе заштитени со дистанцата од 500 метри. Ваквиот концепт е целосно промашен и неизводлив на терен. Затоа одговорно тврдиме дека дислоцирањето е параван за клучна врата на легалните објекти за игри на среќа. Критиките дека називите и излозите на спортските објекти ги привлекуваат младите и наводно така преку очите им се создава навика за игри на среќа, нема врска со реалност. Ако ја прифатиме оваа логика, сите аргументи ќе бидат да се дистанцираат и кафулињата, кафеаните и тобаката, за младината да не биде на ризик да стекнува зависност од алкохол и никотин. Не го занемарувајте фактот дека постојаната законска регулатива во Република Македонија е најстрога на Балканот, бидејќи актуелниот закон ги опфаќа сите сегменти на контрола на игрите на среќа од сите надлежни институции. Нелогично е во исто време да се воведува дистанца на објектите за да се спроведува постапка на државата ќе стане партнер во организирањето игри на среќа преку интернет. Онлайн игрите на среќа се достапни преку мобилни уреди, компјутери на секое место во државата, доколку ваквиот упат во актуелниот строго контролиран систем за игри на среќа се прави со цел да се затворат легалните објекти за сметка на фирми кои без ниту еден вработен во иднина ќе организираат игри на среќа преку интернет, тогаш некој е во тешка заблуда за наводно позитивни ефекти на вакви измени. Ние сме представници на реномирани странски компании од ЕУ, кои индиректно помагаат помеѓу 54.000 и 100.000 работни места во земјата. И најмалку што очекуваме е да бидеме третирани од државата во која инвестираме со години на ист начин како и другите странски инвеститори. Особено што сме најголеми приватни работодавци во државата. Станува збор за општествено одговорни компании кои целосно го штитат јавниот интерес и неселективно ги спроведуваат законските норми. Одговорно тврдиме дека постојат повеќе опции заштитата на младината да биде на уште поголемо зајакнато ниво, а државата да ги остварува и понатаму своите приходи. Затоа жалиме што надлежните институции останаа глуви на нашите писмени барања, уште во фазата на подготовка на законските измени да бидеме активно вклучени со конструктивни предлози. Апелираме до пратениците да не ги заведува еуфоријата од изборите кои се наближуваат. Бараме да престанат да не ставаат во фокусот на дневно политичките препукувања, нам таму не ни е местото. Денес, тука сме со мал дел од вработените кои загрижени за својата иднина побараа од мене да ја пренесам и нивната порака. Ќе бидеме многу повеќе, ќе излеземе на масовни протести,
ако продолжи туркањето на измените на Законот за игри на среќа по секоја цена. Ние друг избор немаме. Или со сите демократски средства ќе се бориме за зачувување на работните места, или ќе бидеме принудени со нашите семејства да се иселиме и да ја бараме екзистенцијата во западните земји. Таму повторно ќе работиме во секторот игри на среќа, а не планираме да дозволиме да бидеме избркани од сопствената држава. Ние сме обични луѓе. Меѓу нас има и родители на малолетни деца. На неправда и обид да бидеме жртвувани, сме подготвени да реагираме со жесток револт. Затоа не си поигрувајте со 10.000 човечки судбини. Повлечете ги законските измени пред да стане предоцна. Благодарам. Сега ќе даде изјава и колегата од... Дали во Европа постои некој закон ваков кој што предлагаат? Не постои. Со вакви ригорозни и со дистанци не постои ваков закон. А дали има разлика меѓу спортски обложувалници и автомати на среќа и казино? Има разлика во типот на играта која што се приредува во овие објекти. Дали има поинаков третман за казината во другите држави? За сите збориме целосно, комплетно за Законот за игри на среќа, нема вакви репресивни и ригорозни ограничувања во однос на Законот за игри на среќа. Денес во придружба на дел од нашите вработени се наоѓаме пред Собранието на Република Македонија. Како здружение добивме информација дека на дневен ред на Комисијата за европски прашања ќе биде ставен предлог за Законот за игри на среќа. Тука сме собрани да испратиме сериозна и јасна порака дека нема мирно да стоиме и да гледаме како државата го носи најдеструктивниот закон за игри на среќа во историјата. Доколку биде донесен, новиот предлог закон за игри на среќа ќе предизвика затворање на легалната индустрија и ќе отвори широка врата на сивата економија и криминалот. Овој закон не е ништо друго освен директна интервенција на државата со која повеќе од 10.000 директно вработени и повеќе од 54.000 индиректно вработени ќе останат без својат приход и работа. Секој еден од овие луѓе кои ни се придружија денес директно ќе бидат погодени со губење на работното место ако се донесе овој неевропски, неуставен и монополски закон. Луѓето плаќаат кредити, голем дел од нив се и родители кои што ја планираат иднината за своите деца. Сите тие ќе бидат оставени без приход во време на инфлација и економска криза. До пратениците и владата апелираме да не сватат многу сериозно. За нас е апсолутно неприфатлив предлог измените кои предвидуваат дислокација на објектите, забрана за приредување на интернет игри на среќа за лиценцираните приредувачи, зголемување на давачките и на доместоците. Покрај тоа што законот е направен со цел на уништување на легалната индустрија. Тој е подготвен исклучиво непрофесионално, со низа небулози спротивни на пазарната економија. Тоа е така затоа што со години владата и сите институции воопшто не се консултираат со нас, легитимните представници на лиценцираните компании во државата. Далеку од очите на јавноста, далеку од експертите и познавачите, владата си скроила апсурден закон кој што не сме и нема да помине. Новите предлог измени ќе предизвикаат непоправливи економски штети за целата држава. Со ваков максимално деструктивен чекор владата ликвидира легална индустрија која што во буџетот го носи приход од повеќе од 280 милиони евра. Како што многу пати кажавме досега, повторуваме, овој предлог закон е направен без соодветна анализа, истражување, користење на факти и аргументи со тенденциозно избегнување на дебатата и злоупотреба на европското знаменце. На граѓаните и на сите засегнати треба да им е јасно дека наш интерес е самата индустрија да напредува. Наш интерес е играчите да бидат заштитени и едуцирани, малолетниците да бидат заштитени, а легислативата да се европеизира. Одговорно тврдиме дека ова што владата го прави е спротивно на тоа. Ќе се отвори нелегална игра, ќе се донесат играчите во голем ризик, а криминалот и сивата економија ќе се зголемат. Ова ќе бидат ефектите од новиот закон за игри на среќа. Уште еднаш апелираме до пратениците да го отфрлат овој штетен предлог закон, затоа што од нив зависи судбината на овие луѓе и нивните работни места. Како што може да видите, сите ние овде собрани сме обични луѓе како и вас. Луѓе кои сакаат да не живеат во страв и тензија што ќе донесе утре. Луѓе кои сакаат да останат на своите работни места каде заработуваат за своите семејства. Понатаму апелираме до ЕУ и нејзините представници во државата да го спречат ова насилство, оваа злоупотреба на европското знаменце која стана секојдневна пракса во нашата држава. Ние ќе веруваме на Европската унија која ја носи правдата
кога во нејзино име се злоупотребува и се прави ништење на една цела индустрија за сметка на поединци. Јасно порачуваме дека овој собир е само показна вежба за тоа што ќе се случи доколку со насила и без консултации се носи овој закон. Нема сила што може да не спречи да ја бараме правдата до крај на улиците и во институциите се до конечна победа на правдата која што е на наша страна. Бараме итно повлекување на законот, бараме формирање на заедничка работна група од експерти, представници на индустријата и владата за носење на нов европски функционален закон. Зошто се кријат и бегаат од ваквото демократско носење на закони, ако се честни во намерите? И за крај уште една порака. Додека под маса и со европско знаменце и без дебата се носи овој катастрофален закон, владата паралелно распишува незаконски огласи за 3 нови приредувачи на игри на среќа на интернет со услови срочени за странски компании. Нечесно, подмолно и лицемерно е ова што се прави. Додека од една страна се носи закон за затварање на индустријата и уништување на домашните лиценцирани компании, владата ќе се ортачи со странски компании кои ќе имаат по еден или двајца вработени и на големо ќе ги промовираат игрите на среќа преку интернет. Има ли поголемо лицемерие од ова? Овој, освен бизнис логика, друга логика во овој потек не може да се види. И токму затоа јасно кажуваме, ова нема да помине. Денешниот собир е само символичен приказ на нашиот став во однос на предлог законот за игрите на среќа. Доколку нашите апели не се слушнат, подготвени сме и за масовни протести и сериозна борба со цел да го спречиме донесувањето на овој закон. Благодарам. Зошто не ви дозволуваат лиценца за интернет игри на среќа? Кои се условите што треба да ги исполните за да учествувате на ваков? Значи, законот за игри на среќа, кој што е моментално актуелен и важечки, ги предвидува сите услови за приредување на интернет игри на среќа и за постојните приредувачи, со една мала замка, да кажеме, во законот, односно подзаконски акти кои што е потребно да ги донесе Министерството за финансии за да може сето тоа да почне да функционира. Тие подзаконски акти се пропишани уште со измената на законот во 2014 година, ако добро се сеќавам, и од тогаш не се донесени, значи скоро веќе на цела деценија подзаконските акти не се носат за да не може домашните приредувачи да приредуваат според постоечкиот закон. Нели вие велите дека сте во сопственост на странски компании, поголемиот дел, зошто вас не ви дозволува да учествувате на вакви? Видете вака. Постоечкиот закон предвидува можност. Значи нема потреба од организирање на дополнителни друштва, тендери и јавни повици за да сето тоа функционира. Значи постои законот, јасен е во своите законски акти, така да потребно е, пак ќе кажам, да се донесат само подзаконските акти и сето тоа може да функционира, како што функционираше само 6 месеци за време на ковид кризата, кога со уредба на владата можевме да приредуваме, каде што покажавме дека апсолутно ги исполнуваме сите европски и светски норми, дека домашните приредувачи може тоа многу успешно да го приредуваат и да го работат. А зошто какви услови сега се предвидуваат со овој јавен повик? За 3 лиценци за... Со јавниот повик се поставуваат услови кои што држава, кои што, да речеме, домашните приредувачи не може да ги исполнат, со тоа што се бараат услови, нели, минимум 3 години приредување на интернет игри на среќа, минимум 8 години платформа за интернет, маркетинг и останати услуги и мислам дека беше 40 милиони евра приход во последните 3 години, што апсолутно домашните компании не може да го исполнат, бидејќи едноставно не им е дозволено да приредуваат интернет и го немаат тоа искуство да го направат. А можете да учествувате како конзорциум на повеќе компании со странски капитал за да можете да учествувате? Онака како што е напишано, наводно да, меѓутоа пак ќе кажам, постои закон, го регулира тој дел, не гледаме причина и потреба да се прават такви комбинации за да се добие нешто што законот го предвидува и го дозволува и го овозможува и на домашните компании, кои што пак ќе кажеме, вработените се тука преку 10.000, дел од нив се со нас, значи ги доведуваме нели влегуваме во животни судбини на некои луѓе кои што со години честно си ја заработуваат својата плата. Дали сте разговарале со пратеници од власта и со опозицијата за да се повлече овој закон? Вака, значи, во многу наврати сме барале тоа да се случи, сме доставувале дописи, некои повремено сме имали по некои кратки средби, меѓутоа нешто во насока на конструктивно работење, онака како што демократски треба сето тоа да се спроведе, нели со
вклучување нели на дејноста во процесот на менување и донесување на некои измени законски не сме имали. До кога им давате рок на властите затоа што најавивте дека во спротивно излегувате на протест? Значи, она што го кажавме и вработените кои што не поддржуваат нели во целиот процес, поставаме простор да видиме како ќе делуваат на сите наши повици, дали сето тоа они ќе пробаат да го истуркаат до крај, доколку видиме дека сето тоа се случува и нема назад, и ќе ги искористиме, па ќе кажам првично сите институционални и правни механизми и ќе гледаме да не се случи тоа да дојдеме до ситуација да мораме да излеземе на улица и на тој начин да ги браниме нашите права.